Јас сум Кристина, а ова е Да Солателје подкаст. Здраво, драги мои, и добре дојдовте во една нова подкаст епизода. Искрено, долго време ме немаше на подкаст. Ме имаше во сите други формати, но не сум успеала до сега да седнам и вака да снимам подкаст, но сега измеѓу две сесии најдов и украдов време да ви се обратам на сите вас кои се уште не се имате охрабрено да се појавите на терапија со хипноза, да дојдете кај мене, или можеби ви требаат повеќе информации, или можеби повеќе доверба во мене, или да ме запознаете повеќе како би дошле на терапија. И кај мене има доста промени. Од 1 јануари почнав да работам на еден поинаков начин, односно се одлучив да работам конкретно со тие луѓе кои навистина сакаат да си помогнат самите себе, односно се спремни на промена, и затоа новите терапии, новите програми се двомесечни програми, каде што интензивно работиме низ 5 терапевски сесии, каде што секако е вклучена хипнозата и одиме малку подлабоко на еден нов левел. Па доколку чувствуваш дека е момент да не само со разговори, не само површно да поработиш малку на себе, и доколку сакаш да го скратиш времето од сегашната ти до новата ти, односно да скокнеш во тој нов идентитет и да направиш квантен скок, овој вид на терапија ќе го направи тоа за тебе. Па сега, каде што сме кај оваа тема, прашањето дали сум јас нормална. Ова беше прашањето на денешната клиентка, која ми ги сподели неколку ситуации во домашната сфера, односно во односот со партнерот, каде што на неколку пати во нивниот однос таа свати дека таа не е нормална и дека може би треба да се менува, и тој ја перцепира како таа не е нормална. И тоа беше и прашањето што мене ми го постави. Кристина, дали јас сум нормална? Дали сум добра личност? Дали сум лојална? Дали со мене нешто не е во ред? Јас не правам диагноза, класична, како што се прави во клиничката психологија. Тоа го прават тие што го завршиле тој правец, но и како можеме да утврдиме, и ево затоа и ова денешна епизода тука, да и сами себе процените дали сте нормални по тие критериуми кои ќе ви ги кажам сега. Но пред да одам понатаму, сакам секој за себе сега што ја слуша оваа епизода да си постави прашање дали јас навистина сум нормална. Дали јас навистина вредам, дали сум лојална, дали сум нормална. Дефинирајте го тоа за себе и како се чувствувате во тело. Како се чувствуваш? Дали ти кликнува дека тоа е одговорот да или не. Во психологијата и општо во терапијата нема уникатна вистина или дефиниција што е нормално, него тоа флуктуира и се менува во зависност од културата, земјата, јазикот, менталитетот и така натаму, но постојат 4 типови кои сега ќе ви ги кажам, според кои можете да се водите да процените дали вие сте нормални. Зошто е оваа тема толку важна? Затоа што често кога ќе си го наметнеме тоа мислење или некој друг ќе ни го наметне тоа мислење дека ние не сме нормални, тоа го врзуваме со нашата лична вредност. А кога ние не се чувствуваме доволно вредни, доволно дека припаѓаме, дека е со нас нешто во ред, од тука поттекнуваат многу корени. Тоа е пречка за многу. Тоа е предизвик, едноставно тоа е пречка да одиме понатаму, да веруваме во себе, да успеваме, да растеме и така натаму. Па би сакала сега да ви ги објаснам овие 4 типови на нормалност, меѓу која на прво место би ја ставила таа статистичка нормалност. Што значи? Тоа значи дека поголем број луѓе статистички прават или се чувствуваат исто. Значи, тоа може да биде како пример дека се зема дека повеќе луѓе спијат просечно 8 часа на ден и тоа се смета како нормално. Доколку се спие 12 часа, тоа излегува од таа статистика и се смета за ненормално. Тоа исто е и со работа. Например, се зема во предвид дека 8 часа од прилика се
доволни, но дека работат многу луѓе 8 часа и сето тоа што е над, например, 15 часа, се премногу и тоа не е нормално. Што не значи дека е добро. Ако поголема маса го прави тоа не значи дека е добро за нас. Например, многу луѓе статистички пијат, но тоа не е здраво и не е нормално и не треба да биде нормално. Или многу луѓе се под стрес и луѓето го земаат тоа као сите се под стрес. Тоа е нормално. Не е нормално. Тоа е статистички нормализирано, ама тоа не е нормално ни здраво. Или се вели дека машките изневеруваат. Па тоа е така, машките изневеруваат. Тоа не е нормално и не треба да се нормализира тоа. Вториот тип на нормалност е таа функционална нормалност и ова најчесто ја користиме во терапија, каде што според овој критериум утврдуваме во терапијата дали некоја личност е нормална или не е нормална, иако за тоа не треба да има дефиниција, дека тоа се толку суптилно и флуктуира цело време, но ајде да кажеме, според овој критериум можете сами да процените дали спаѓате во категорија на нормалност, а тоа е дали личноста е функционална, дали може да се грижи за себе, може да работи, дали може да се саморегулира. Затоа што често од надвор можеш да ја видиш личноста и да си кажеш да, ова е нормална личност, а потоа се случува депресија, самоубиство и некој таков чин и се прашуваме како е тоа можно кога таа изгледаше нормално. Но доколку би направиле анализа или би ја диагностицирале и би отишле малку подлабоко, би сватиле дека таа всушност нема капацитети за саморегулација, за да може да се погрижи за себе така натаму, што значи дека не спаѓа во таа нормалност. Друг тип или категорија на нормалност е таа социјална нормалност, што често знаат да измешаат со ова статистичка нормалност, но тоа не е така. Социјалната нормалност се води според социјалните правила. Како средината и културата прифатила дека тоа е нормално. Ама тоа се менува. Значи, порано тоа што беше нормално, денеска не е и обратно. Например, порано не беше нормално да се разведуваат луѓето, а денес тоа се нормализира. Или да се оди на психотерапија порано не беше баш нормално, денес тоа луѓето го прават. И исто така за многу работи, тоа се менува, зависи од културата, тоа зависи од семејство во семејство. Значи, навистина може да флуктуира и затоа не може да се земе едно генерално правило дека тоа е нормално или не е нормално. Тоа е само едно колективно мислење кое одлучило колективот да го земе за точно. Например, исто така, што е точно исправно, правилно во исламот, не е исламските земји. Значи, тоа се менува и различно од култура, менталитет, јазик, средина, семејство и така натаму. Но, што е исклучително важно, треба и тоа да се преиспита. Дали и покрај тоа што на социјално е прифатено, дали тоа за мене е прифатливо. Сега, треба да се прашаме во споредба со што јас сум нормална. И така доаѓаме до субјективната нормалност, односно четвртата категорија, каде треба и да ни биде и најважна, всушност, кога чувствуваме дека сме поврзани со сами себе, дека сме автентични, и тоа е твоја лична дефиниција на нормалност, која секоја здрава, зрела личност треба да се ја изгради за себе. И сега апелирам и те повикувам, наместо само да се расферла со зборот дали сум нормална, не сум нормална, што мислат другите дали сум нормална, да седнеш и да дефинираш сама за себе дали ти си нормална по твоја дефиниција. Односно, што е тоа што ти дава мир, прифаќање, баланс и е во складност со твоите вредности. Ова е нешто што го работиме на терапија и ова се темели кои се поставуваат и често кога ќе ги поставиме овие темели, колку и да се најдеш во конфликтна ситуација, колку и некој да очекува нешто од тебе, колку и да бидеш приморана од страв и вина да направиш нешто, доколку се вратиш на овие темели, ќе бидеш на правиот пат. Односно, ќе го живееш животот исполнето,
срекно, автентично и мирно. Што и е поентата, што и е целта на нашето постојање. И исто така сметам дека некои работи не треба да се нормализираат, да критички настапиме на тоа што е нормално, затоа што денес се глобализира светот и некои работи што се во Америка нормални дојдоа кај нас нормални, или нешто што го популаризираат на TikTok, на Instagram или на социјалните медиуми, или медиумите прават од нешто како да е тоа важно, знае да се нормализира. Како, например, често знаат луѓето да го мешаат поимот реалност со нормалност. Тоа што е реално не значи дека е нормално. Например, тоа што денес во светот се популаризира да не освен машки и женски род да се создаде и среден пол, тоа е реалност, да, се случува, но не е нормално. Или овие реалити шоу, што тие се реалност, тие се случуваат, но не значи дека се нормални. Например, мојата нормалност пред многу години беше дека кога нешто се случи, дека тоа ќе ме обележи, дека јас ќе ја префрлам вината на таа личност или на тој настан и ќе живеам како жртва. И тоа е нормално, да јас го префрлам цел товар и не преземам одговорност за нештото. Денес тоа не може да се случи затоа што го преиспитав, работев на тоа и денеска за мене е нормалност да кога ќе се случи некој негативен настан, некоја негативна ситуација, тоа го земам како лекција и како плодно тло за учење, а не како изговор да останам таму каде што сум, да се жалам, да го прераскажувам тоа, да ме земаат луѓето како жртва. Ево, например, тоа е некоја работа што јас кај мене ја променив со работа на себе и ја променив таа нормалност. Иако во тој период имаше многу луѓе што тоа го правеа, тоа беше нормално, да сега тебе ти се случи тоа и ти си жртва. Нема тука. Али денес и кругот ми се промена, од кога јас го променав тоа мислење, луѓето околу мене почна исто така да гледаат и да го нормализираат тоа што јас го нормализирав. Но во секој случај сметам дека треба да гледаме будно на нормалноста и да гледаме критички и да превземиме некои работи кои ги има во традицијата, во семејството, некои морални вредности кои се нормализирале, и да си ги земеме, да си ги присвоиме на кој начин и ние ќе припаѓаме. Но тоа исклучиво доколку е во складност со нашите вредности. И сега за крај би сакала повторно си го поставиш прашањето. Дали сум јас нормална со еден додаток по мои правила, по мои стандарди? И дали во твојот живот има она една личност која што и да кажеш, што и да направиш, како да изреагираш, ќе биде нормално. Јас имам и ви препорачувам да станете таа личност или да ја пронајдете таа личност, затоа што со таква личност животот е многу, многу полесен. Се гледаме во следната епизода или се слушаме, доколку биде во ваков формат. И се надевам дека ќе најдеш твојата дефиниција на нормалност. Можеш да ми испратиш во коментар дали го направи тоа. А доколку тоа ти е тешко и доколку сакаш да направиме ваква анализа на функционална нормалност или субјективна нормалност, слободно јави ми се на kontakt@kristinadeskovski.com и ќе закажеме првата хипнотичка терапија. До следната епизода ти испреќам љубов.